Владата и представниците на СОНК, придружено со представници на дел од регионалните одбори на синдикатот во текот на престојниот викенд, остануваат во комуникација да се најде взаемно прифатливо и достоинствено решение за одредено зголемување на платите во образованието и предучилишното воспитување и изгрижување на децата. На состанокот во владата, представен од премиерот Димитар Ковачевски, првиот заменик председател на владата и министер за политички системи Груби, заменик председателот на владата за економски инвестиции Фатмир Бесими и Фатмир Бетики, министерот за образование и труд и социјална политика, се договорија во наредните денови да се утврди процентот за зголемување на платата, кој ќе се испланира и потенцијално реализира со ребаланс на буџетот, пошто учениците од основното и средното образование од понеделник би се вратиле во училишните клупи, а децата од предучилишно воспитување и изгражување во градинките, информира денеска од владата. На состанокот дополнително се разговарало веднаш да се започне соопфатен диалог со активно учество на синдикатот за трајно решавање на континуираниот раст на платите. Владата е отворена за диалог за постигнување на систем за раст на платите кој нема да биде условен и предизвикан од штрајкови и незадоволства, со кој ќе се обезбеди модел за раст на платите во јавниот сектор, кој е ист со договорот за минималната плата и ќе се врзе за порастот на просечната плата и со порастот на трошоците за живот.